Нова тема во Македонија наутро, која што ја започнуваме со една многу убава вест. Имено на 28 октомври Македонската филхармонија ќе одржи концерт во Златната сала на една од најзначајните концертни сцени Музик Ферајн во Виена, домот на Виенската филхармонија, онаму каде што 1 јануари го гледаме и уживаме во спектакуларниот новогодишен концерт. Ова беше само еден од поводите поради кои го поканивме овде во студиото 3 на Македонската телевизија директорот на Македонската филхармонија Александар Котовски, со кој патем ќе зборуваме и за големиот љубовен концерт, за кој подготовките се при крај, а го очекуваме вечер, а меѓу другото и концертот кој филхармонија ќе го има заедно со Софиската и Солунската филхармонија. Поубави вести, здравје, добро утро и добре ни дојдовте. Ви благодарам за поканата. Прекрасно ја завршивте 2024 и стартот на 2025 уште поубав со оваа вест која што денуиве ја добивме за настапот во Музик Ферајн. Некако своевидно ќе биде заокружување на 80 годишнината од формирањето на филхармонија, од друга страна 30 години дипломатски односи Австрија-Македонија. Токму така како што кажавте, на наше огромно задоволство Македонска филхармонија ќе одржи концерт 28 октомври во големата Златна сала на Музик Ферајн. Тоа е сонот кој сите ние музичари, моите колеги од Македонската филхармонија, ни било еднаш како мотивација да се представиме на таа сцена, во овој момент дефилираат најквалитетните инструменталисти во светот и диригенти, и верувајте, ова е потврда дека Македонската филхармонија е на ниво на европските оркестри. Имено процесот за добивање на термин во Музик Ферајн е многу тежок. Поминавме низ една подлабок процес на филтрација, да ги испочитуваме сите нивни протоколи и верувајте, овој концерт не е само настап на Македонската филхармонија, ова е историски момент. Ова е потврда за квалитетот на Македонската филхармонија и потврда дека во координација со Министерството за култура, за кое сакам да се заблагодарам за целата поддршка и цело време беа информирани, координирани за овој голем план, направивме еден подвиг и ова е инспирација за помладите генерации да продолжат да веруваат во себе, да се развиваат, затоа што невозможното и она што го замислувале како сон може да се оствари. Господине Котовски, ако чисто знаеме да кажеме дека токму културата и уметноста се најголемиот дипломатски инструмент, колку овој тип на концерти ќе придонесат за подобрување и на имиджот на државата, но и со поврзувањето на светските културни и уметнички центри? Точно така. Значи, Македонија како држава и македонската култура се бори да добие адекватен културен простор во светот и ова е еден начин да го покажеме нашето културно богатство, да го покажеме нашиот мелос, идентитет, ритмика. Ќе се представат на концертот 5 традиционални македонски песни аранжирани за оркестар од нашиот композитор Сони Петровски, македонска парафраза број 2 од Бете Илин и тешкото од Глигор Смокварски, тоа е во првиот дел, а во вториот дел ќе се изведе симфонијата од Антони Дворжак, број 8, опус 88. Македонската филхармонија на сите нејзини сегашни и идни меѓународни представувања ќе ги поддржува и афирмира делата на македонските композитори и нашите вокални интерпретатори и македонски инструменталисти. Првите информации се дека како солисти ќе ги слушаме на Игор Дурловски, диригент ќе биде Јерухам Шаровски, ќе биде вистинско уживање. Па мислам, Ана и Игор Дурловски заслужуваат да не бидат наши солисти и исто така кажав дека оваа комбинација на програма, солисти и нашиот шеф диригент сум сигурен дека ќе предизвика бурни и позитивни реакции во публиката во салата на Музик Ферајн. Пред крајот на 2024, кога последен пат ни дојдовте овде во студиото, зборувавме за годинашната програма и за тоа дека според најавите за она што го организирате ќе се бара билет повеќе за програмата и навистина е така, билет повеќе се бараше за љубовниот концерт кој што вечерва ќе го слушаме и гледаме на сцената на филхармонија. Некој ме гледа романтично, програмата прекрасна за старт.
Апсолутно така. Нашиот тим, заедно со шефот диригента Јерухам Шаровски, направи една одлична програма, каде солисти ќе бидат Бети Гарсес од Колумбија и Кевин Шорт од Америка. Ќе се изведат извадоци од операта Порги и Бес, дело од Копланд, Бернштайн и една уникатна програма која сигурен сум дека ќе предизвика овации кај нашата публика. Особено ме радува што сериозно размислувате и ја реализирате детската програма. Постојано збориме дека културата на живење се учи, тоа треба да го правиме со децата, а вие го правите во пракса, што особено радува. Апсолутно сметам дека една од главните цели на Македонската филхармонија во однос на програмата е анимација на детската публика во смисла на организирање на работилници, запознавање со инструментите непосредно и реализирање на детски концерти. Во овој момент можам да го најавам примерното дело Итарпео од Филип Иванов, кој беше минатогодишен добитник, еден од добитниците на конкурсот кој го објави Македонската филхармонија за нови дела. Ќе диригира Бисера Чадловска и ќе се изведе на 14 и 15 март. Вообичаено кога се договараме со соговорниците за да ни гостуваат во утринската, велиме дојдете кога ќе бидете порелаксирани, кога нема да имате многу ангажмани, тоа нешто во вашата работна агенда, како што можам да забележам, не постои. Непосредно пред поаѓањето за Софија ни доаѓате, имаме уште нешто убаво да најавиме, тоа е концертот со Софиската и Солунската филхармонија. Апсолутно така, освен тековниот репертоар кој ние тековно го реализираме, ние сме во една културна дипломатска офанзива, затоа што после 25 години повторно Македонската филхармонија заедно со Софиската филхармонија и за прв пат со колегите од симфонискиот оркестар од Солун ќе настапиме заедно рамо до рамо и на сцената ќе бидат околу 150 музичари во НДК во Софија, каде што ќе се изведе сценската кантата Кармина Бурана од Кар Орф. И да напоменам дека наш солист, сопран ќе биде Ана Дурловски, а тенор и баритон ќе бидат од Грција и Бугарија. И не можеме да не прашаме од Министерството за култура, добивте 26.419.000 динари за реализација на активностите во 2025, имајќи ја предвид агендата, доволно ли ќе биде за да се изреализира се? Јас сакам да се заблагодарам на Министерството за култура за одвоените средства. Ние како институција и сите институции во државата секогаш бараме повеќе и очекуваме повеќе, но со овие средства апсолутно Македонската филхармонија ќе изнајде начин, има знаење, има квалитетен тим да ја реализира предвидената програма за 2025 година. Благодарам за гостувањето во утринската програма. Повраќањето од Софија повторно ве очекуваме со видеоматеријали, фотографии да ни кажете како поминавте, може така. Ви благодарам и бидете сигурни дека Македонската филхармонија ќе продолжи да го афирмира македонското културно богатство и во иднина. Благодарам уште еднаш. Голем дел од уметниците кои што ги слушаме и гледаме на сцената на Македонската филхармонија се уметници кои што доаѓаат од музичките училишта од целата држава. Едно музичко училиште кое што и тоа како произведува квалитетни кадри е Државниот музички училишен центар Сергиј Михајлов во Штип, за да може децата да учат, потребни им се секако и квалитетни инструменти. Доброто во целата оваа приказна е што учениците ќе може да вежбаат на ново пијанино, а информацијата за ова ја добиваме од колешката Славица Величковска од Штип. Па, одиме со ред, Славица, повели.